Писмото од Собранието на Република Македонија е пристигнато во кабинетот на председателот на државата. Председателот Иванов очекува од Зоран Заев да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалицијските партнери ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија, велат од кабинетот на председателот на Република Македонија. Председателот Иванов останува на ставот дека така наречената платформа од Тирана ниту кој било друг документ, акт или дејствие спротивни на Уставот на Република Македонија не може да биде услов ниту пак основа за формирање и действување на влада во Република Македонија. Македонскиот председател во однос на определувањето мандат ќе постапи согласно Уставот и досега воспоставената практика, велат од кабинетот на македонскиот председател. Уставниот суд едногласно одлучи да не поведе постапка за оценување на иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од Изборниот закон, со што ќе се овозможеше градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. Уставните судии одлучија дека судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои не постојат, бидејќи тоа е во исклучива надлежност на законодавецот, односно Собранието на Република Македонија. Србија ќе се обрати до Обединетите нации поради изјавата на поранешниот шеф на мисијата на ОПСЕ во Косово, Вилијам Вокер, дека работи на проектот за создавање на голема Албанија, потврди српската министерка за европска интеграција Јадранка Јоксимовиќ, додавајќи дека сега Белград има добри аргументи и за во Европската унија. За оваа изјава на Вокер, знаете, бројни дипломати и високи представници од Европската унија и другите земји ни изборуваа пуштете ја таа приказна за голема Албанија, таа е за внатрешни политички потреби на тие земји и слично. Меѓутоа, еве сега се докажа дека тоа не е проект со кој само се флертува поради избори, туку тоа е нешто што очигледно постои, нагласи Јоксимовиќ за Српската национална куќа. Проектот за голема Албанија не е проблем само за Србија, туку ги вклучува териториите на неколку земји од Балканот и мислам дека сите треба да не загрижува, истакна Јоксимовиќ. Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека извршен увид во станбен објект на улица Елисије Поповски Марко, спроти клиничкиот центар во Скопје, каде што беше пронајдено телото на 53 годишната ЈМС, вработена како лекарка на клиниката за нефрологија во Скопје и работи на утврдување на причините за нејзината смрт. При увидот бил забележан видлив убод од нож во пределот на вратот. Телото на починатата веднаш е дадено на обдукција, а од самото место се прибрани сите материјални траги и докази кои можат да помогнат во истрагата и истите се дадени на вештачење. По наредба на дежурен јавен обвинител ќе се врши ДНК анализа на трагите од крв пронајдени на лице место. Дополнително, јавниот обвинител нареди да се обезбедат и евентуални снимки од видеонадзорот на околните објекти. Се вели во соопштението од основното јавно обвинителство. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров смета дека состанокот на рускиот и американскиот председател Владимир Путин и Доналд Трамп треба да биде добро подготвен и оти тој е неопходен за да се постигнат конкретни резултати, а не само заради сензации. Потребни ни се состаноци, а и на американците исто така, не поради надворешни ефекти или само да речеме сензации, нагласува Лавров. Русија и САД имаат мощно и силно влијание врз меѓународната стабилност и безбедност, така што другите сигурно ќе чекат јасни резултати од тој состанок. Со таа цел, на вистина да биде така, потребно е состанокот да биде добро подготвен и тоа е нешто на кое работиме, рече Лавров, кој престојува во Вашингтон, каде што ќе се состане со американскиот државен секретар Рекс Тилерсон. Но и со Трамп. Тој додаде дека двајцата председатели воспоставиле контакти дека 3 пати разговарале телефонски.